ограничи кладилници и казина. Па да, него гласаа законното собрание. Законото собрание што го предлага Дуи бил заради бизнисите, реков ми рече, и него изгласа. А законот предвидуваше кладилниците да се и обложувалниците се трнат од школи, од и жилишта. овие казинава да се трнат на 500 метра од школи. Практично, знаеш кај ќе беа? Увис бегал. Практично сите ќе беа затворени. Сите ќе беа затворени. Радиусот 500 метри секаде има школа. Зборевте ли за министерот за спорт, може би скокнав дека ќе им скрати државна помош? Кој? Кој министер? Борко. Денеска на пресконференција вика тие врвни спортисти кои што рекламираат казина кои што рекламирале казина и обложувалници ќе им се скратила државната помош. Како ти, министре, се мешаш во личните одлуки на луѓето? Со закон не е забрането он да рекламира било кого бе. Ама министерството е за млади и спорт. Спортистите треба да бидат прилика. Не морално. Што збориш бе брат? Спортистите треба да бидат пример за младите. Што збориш бе брат? За младите треба да бидат пример. Законска основа нема да ми ја укине државната помош. Нема законска основа, тоа ти го зборам. Кој ќе му забрани на Кире Лазаров? Чекај малце, на Горан Пандев, на Идже и на не знам таму кој све не спортисти да бидат учесници у било какви реклами. Тоа е нивен личен доход. И ти немаш право нивниот личен доход законски немаш. Не законски и демократски. Немаш никакво демократско право да му го ограничиш правото на извори на личен доход. Освен ако не се незаконска трговија или овакво. Како ти? Ама е неморално. Трни со тоа представи со тоа неморално. Не демократски е ти да му забраниш на некој право на личен доход. Ама не може да му забрани. Па му забранува, го условува. Ако сакаш државна помош, тогаш немој да рекламираш овакво. Мислам дека нема да може да направи тоа. Тоа сакам да ти го кажам. Па може, државната помош ја даваше агенција за млади. Ама како? Со одлука. Добро. И ќе донесе одлука, се укинува државната награда за Кирил Лазаров. Ќе донесе таква одлука, што е противуставно, противдемократски. Да, противуставно и заради тоа мислам дека нема може да го направи тоа. Мислам дека е само што пиар, магла, сеење. Ако управо е фан, ако си против кладилниците, донеси закон, ограничи кладилници и казина. Зашто они него гласаа законото собрание? Пола милион месечно. Чекај. Законото собрание што го предлага Дуи бил заради бизнисите, реков ми рече, и него изгласа. А законот предвидуваше кладилниците да се и обложувалниците се трнат од школи, од и жилишта. овие казинава да се трнат на 500 метра од школи. Практично. Знаеш кај ќе беа? Увис бегал. Практично сите ќе беа затворени. Сите ќе беа затворени, затоа што у радиусот 500 метри секаде има школа. Да. Значи 500 метра од ова школа така има друга школа. Така е правено од Скопје. И така си сите поголеми градови. И у Скопје ќе немаше, ќе имаше на периферија. И у Штип ќе немаше, у Битола ќе немаше, у Прилепче. Така е. Него гласа тој, ама сега било неморално, спортисти беше рекламираат. Чекај бе. Да. По Америка се најаките спортисти. Не, окей. У Србија се најаките спортисти. Наве Роналдиньо е на овие како се викаше, Роналдо рекламираат сите, значи не е спорно. Абе што збориш? Реал Мадрид кој му е спонзор? И на Милан му беше Бевин. Не знам сега кој му е на Реал. Бетвин. Добре, Бевин, да. Не, окей. Ета разбирам. Ама знаеш што му е него идејата? Собере политички поени. Ова никош нема да го спроведе. Затоа што не може согласно закон, не може согласно устав. Може согласно закон. Како може? Може да донесе одлука, ќе донесе одлука. Ти исполнуваш или не исполнуваш критериуми? Не бе, он не мора да, он ќе донесе одлука, се укинува државната награда за Кирил Лазаров. Се укинува државната награда. Ама може да ги тужи. Како? Може да ги тужи. Не, може да ги тужи. И ќе ги добие веројатно и ќе го оштетат поише буџетот на државата. Па да. За популизмот нивен ние Да, ама тоа ти зборам, гол пиар. Тоа е тоа. Тоа е тоа. И пази, 87,9 IQ ти вика браво. Правилна одлука. Кој е правилна одлука бе? Кој е правилна одлука? Сум донел европско злато на оваа држава и оваа држава ќе ми каже мене ја дали да што е тоа правилна одлука бе? Кој си? Па тој што пишал браво, па да го прашам, тој па што при 200 денара му даваат за статус. И тој браво ќе вика.
Аме мафни се од тука. Милиони оштета ќе треба да им платиме, да знаеш. Тоа е мојата претпоставка. Затоа што ќе бидат дискриминирани по нешто што го нема у закон, го нема у устав, Баш кај го што нема нигде. на телефон зборевме со Борко, вети ќе ја прави Кичево стазата, ќе ја реновира, ништо од тоа уште нема. Стефан Тодоров вика закон за забрана на обложувалниците и казината ќе биде пропаст за Македонија, треба да се отворат уште, а не да се затворат, треба да се забранат само онлайн и стојам за тој Чекај, став. Фан, ова е Зашто? точно, ова што го вика Фан е скроз тоа што вика Јорце бараше слично со закон да се смени Данела, народ ја бирал. Пази сега. Барањето да се стави моќта на 140.000 луѓе да се концентрира во одлука на влада во еден потпис е авторитарна. Тоа е авторитарно барање. Народ бирал, народ дал легитимитет, Да. и ти сакаш на тој народ да му речеш, добро, вие сте изгласали, ама ние у влада мислиме дека не сте управо и со закон, со одлука Да бе, колку на се влада министри? 20 министри? Не, еден е премиер. Добре, премиер. Да подпише и да се тргне. На колку? 130.000 да се анулира, луѓе. да На се 130.000 да се луѓе глас. анулира гласот на 130 и нешто илјади луѓе. Да. Пази кој авторитарен менталитет е тоа. Значи можеш да замислиш? Ама кој авторитет се они за да види. Пак се враќаме тоа што преска го зборев. Чуче ти за да можеш нешто такво да наметнеш, за да можеш не знам да се однесуваш дури можам да кажам шериси, треба нешто да направиш бе. Што си направил ти бе? Кој си ти? Денеска си премиер, утре нема да бидеш ако продолжиш вака. Што си направил ти за оваа држава за да кажи за една ранлива група категорија на граѓани за својот народ, за да... Што си направил ти за да можеш за те изгласале луѓе на избори? Добро. Утре ќе изгласаат друг. Што си направил ти за да се понашаш вака? Полека бе малце, полека малце. Направите нешто, па речете оп. Рипнете па речете оп. Вие у моментов оваа власт е најголемото разочарување у последниве 30 години политичка историја на оваа држава која не зазви. Ке биделе транспарентни, не знам што, трт, дрн, јариња, драпај си меот. Ништо не На функционира. Мицкоски му пуштам прашање. Со цела почит. За мене председател на влада е институција. Не е битно кој е у моментот. Е Христијан Мицкоски моментот. И со цела почит. Почитувам премиер, даве замолам да ми одговорите на овие прашања бидејќи не викате на пресконференции. Вака да ви го поставам прашањето. Кој ви нудел подкуп и дали правевте у полиција? И го видел син и не одговара. Што ќе ти одговори? Ама тоа е Не го непочитување пријавил. не према мене, него према гледачиве. 100.000 луѓе гледаат у просек емисија на Инфомакс. Секој ден. Милион unique visitors, колку имаме Секој ден. на сајт? На сајт имаме 1.200.000. 1.200.000 unique visitors. Значи секој полнолетен човек во Македонија поеднаш отворил Секој најмалку ден у Инфомакс. просек имаме 100.000 прегледи на емисиите на сите платформи. И он не чувствува за сходно да даде одговор на тие 100.000 луѓе што гледаат и се информираат преку Инфомакс. Што ти кажува тоа? Тоа ти кажува јас сум на власт кој веб. Не ви давам одговор. Ама кој ги ебе и тие 430.000? Пошто прашањето е релевантно. Кој ги ебе сите у суштина е ваквото однесување? Затоа што и у суштина зашто нема одговор на тоа прашање? Многу едноставно. Не пријавил нигде човекот. Ефремо вика, мечка, многу си нервозен денеска, Пепел ги направи. Не сум нервозен, ти не се нервираш, брат. Не знам, ако не се нервираш, свака част. Свака ти част ако не се нервираш на све ова што гледаш и што слушаш и што читаш. Свака ти част. Јас верувам у некои принципи, во некоја идеологија, во некои насоки. И јас навистина верувам у тие. И нашата и редакциската борба на Инфомакс и мојата била таа.
Тука е носителот на листата на советници на СДС. Народот да се слуша, народот да одлучи, народот да биде правилно информиран. И државата да работи во корист на народот, а не народот да биде жртва на секоја власт. Тоа се принципи у кои што верувам. И кога се прекршуваат тие принципи како овој од Ново село, тогаш да. Или како со закон да се сменела, да се отповикал градоначалник. Чекај бе, а 130.000 или 135.000 луѓе гласале. Кој си ти со еден подпис, тие 135.000 луѓе да им речеш кој е вебе вас? Вие не сте избрале добро. Мечка, само момент, не гледа носителот на листа на СДСМ од Ново село. Кој што разбрав, не гледа уживо на Facebook, да го пуштиме ако не бројот да ни се јави да ни каже што се случувало. Ако бе, нека ни се јави. Пушти го бројот, Фичо, нека иде. Нека пише први на Вибер. Нека пише на Вибер, нека се представи, па да го пуштиме у програма. Ако гледа. И ако е во можност се разбира да се јави. Божан вика, народот демократски одлучи да нема демократија. Ама не може да се јави, не ни е тука телефонот. А, не ни е тука? Не може да се јави. Ништо. Не ни е тука, не. Добро. Не може да се јави. Али може у понеделник да се договориме да ни се јави. Или Илијев ли? Бутел вика да станеме како Емиратите со крал Мицко и завршува работа. Види, за да бидеш избран за крал, за да бидеш монарх, да бидеш владетел, ти треба да имаш некакви капацитети и способности. Ај, Бутел, кажи ми што имаат направено за овие 3 месеци. Еве, кажи ми една позитивна работа што имаат направено за овие 3 месеци. За мене, ја тоа сум го кажал, мислам вака, у емисија не, сме го збореле у приватни разговори. Рейтингот на ВМРО-ДПМН на Христијан Мицковски паѓа од денот. Значи ја не налагам у тоа. И веќе не коментирам ни анкети ни рейтинзи. Не бе анкети. Не зборам општо поддршката и еуфоријата у јавноста паѓа од моментот кога Гордана Силјановска-Давкова кажа Република Македонија придавањето на заклетвата. Тогаш веројатно го достигна пикот. Од тогаш па натаму све е прекршување на изборните ветувања. А дали знаете кој го гради новиот пазар во Струмица? Не знам, трајче пиши. Еј, дечки, дајате мислење за општина Валандово, едно ваше видување. Поима немам, у Валандово имам поминато лани со мотор на кај Дојран идев. И на главна само поминав, така да не можам да ти дам релевантно мислење за Валандово, се наклони ни пишеш. Па ако ни пише градоначалников на бројот, можеме после ќе го пуштиме од градоначалник. Ја па носителов на листа од Ново село можеме го пуштиме и преку мојот број ќе му го даеме, не е проблем, само нека ни исконтактира. Инаку јас има добар коментар, вели следната кампања на ВМРО треба да биде гласете за нас пак, затоа што секоја наредна влада е се полошо. Не си далеко од вистината. Ветувањето на Мицковски при гласање на влада беше дека ќе намали администрацијата и тоа функционери. Како? Ги намали? Како да ги Или намали? ги зголеми? Како кога направи 4 Ама нови ние за министерства? 100 дена влада ќе направиме специјална емисија, значи све ќе собереме и све ќе споредиме. Дали е точно тоа што го ветило? Ама ја Бутел Мика направил нови министерства, тоа е зголемување на администрација. Ама па направил нови министерства. Гордана Силјановска-Давкова у кампања ветуваше помала влада со помалку министерства. Искочи направи прво нешто што направи 4-5 нови министерства. Зашто ги направи? За задоволи апетити на коалиција, за да има поголем колач на власта да дели. Затоа што и покрај тоа што имаше 58 пратеника, не беше способен да лупне на маси и да рече, дечки, полека малцен, ја имам 430 гласови, вие имате 160. Значи мечка што е финтава со втор заменик директор. Мислиш на Царина? На Царина, да. Сега ги ти кажам. Што е? Реков нема да го објавуваме додека не го стават за да не ги пишмани. Ама сега ги ти кажам.